Добре дојдовте и добар ден, почитувана публико. Ке ми простите, јас сум малку возбудена и многу ми е драго што еве денес присуствувам на последниот лист гитарист, дело на мојата Даниела Петровска. На мојата Нела, кое што навистина представува едно значајно книжевно остварување во делот на литературата за деца. За да покажеме колку го почитуваме вашето присуство, колку го цениме вашето време, ние би почнале без многу воведи и задршки, заради тоа што овие прекрасни дами кои што до мене и околу мене седат, имаат што да ви кажат. На почетокот, јас би сакала да кажам нешто за книгата и тоа нека биде на тамошниот вовед врз кој што ќе се калемат и следните излагања за неа. Знаете, за една книга тешко е да се зборува во тесни рамки и со временско ограничување, но оттаму е напорот и вештината тоа да се совлада и да се направи пристојно за вас како публика. Јас бев и една од рецензентките на книгата и сега ќе пробам, ви кажав во едни така стегнати црти, да ви ја представам, за да може да биде тоа и влез во она што денес ќе следува. Има една реченица која што ја одбрав и која што ми ја профилира Даниела како автор на книгата и она што таа го има создадено. Таа е Петровска е лирик и рефлексивен толкувач на големата идеја. Големата идеја е секако учителствувањето, поучувањето и се она што постојано го прават луѓето кои имаат професија да образуваат и поучуваат ученици, од што никогаш и не се откажуваат. Најодговорно, нескромно, ако се повикам на мојата увереност и лично искуство, тврдам дека најтешко се создава книжевност или литература за деца, токму заради убеденоста дека децата се најкревкиот, најсуптилниот реципиент. Оттаму, како прва и неизбежна, се наметнува обврската дека текстовите кои припаѓаат на овој корпус првенствено треба да имаат поучителна, наравоучителна функција, односно мора да бидат лекција и водителка за животот. Ако пак се согласиме дека создавањето е вруток, уште повеќе е потребен такт и внимание новородениот текст да биде респектабилна детска книжевност. Авторката, Даниела Петровска, ова го премостува на скоро перфектен начин, потпирајќи се на својата безмалку 3-децениска поучувачка улога како професорка по македонски јазик и литература во познатата битолска горна гимназија. Структурата на книгата, последниот лист гитарист, најпрвин, природно е условена од поделбата на прозни и поетски текстови. Првиот дел го сочинуваат 15 прозни текста, организирани во 4 групи со посебно именувани наслови. Вториот дел содржи 10 поетски текста. Петровска одлично го конципирала овој дел, прозниот, и 15 поучителни текста се распоредени како мозаик, кој што треба да биде создаден преку склопување на поуките, почнувајќи со првата за неговото величевство зборот, односно книгата, алатката, која и покрај сите техничко-технолошки напредоци и развои, вештачки интелигенции и што уште не, останува најсилниот адут на човештвото и неговото постоење. За моќта на зборот и книгата
И пишува Петровска во првиот дел. Човековото постоење започнува со зборовите од книгите. Книгата е она вистина што го прави човекот да биде господар на својот живот. Го исправа пред светот и го насочува да чекори по вистинскиот пат на знаењето. Ова е цитат. Вториот дел, именуван "Ајде да го менуваме светот", се одликува со признаците на етика, морал, принципи и правила, односно ненаметливо, интересно и податливо за возраста подготвен рецепт за усвојување на системот на вистински вредности, кој што за жал во моментов ја преживува собствената најдлабока криза на светско, па и на вселенско ниво, ако може така символично да се каже. Начинот и пристапот на Петровска се одлично избрани, сензибилизирани и комплетно ставени во функција на големата идеја, од која ниту еден од најголемите учители и поучувачи, во чиј ред се вбројува несомнено и Петровска, не се откажува ниту во најлошите и моментите на најдлабока криза. Следниот фокус во третиот дел Петровска го става врз природата, односно на нејзиното максимално функционализирање и употребливост, повторно во знакот на големата идеја, учењето и поучувањето. Секоја цапалка на снегот значи чекор до некој врв, духовен или планински, најмногу чекор до врвот на собствените можности. И ова е цитат. Петровска одлично знае дека големата идеја, соништата, ниту се сонуваат, ниту стануваат јаве, ниту раѓаат нови и нови соништа, ако не е вербата и верувањето. Верувам во чуда е името на последниот корпус прозни текстови. И овде, во среќниот Гиле, верувањето во чудата се темели на моралните, принципите на етиката, добротворноста, простувањето и љубовта и сакањето, како најважните принципи на семејното функционирање. Кога мајката Гиле го виде, рече: "Зар ти се врати, мое мало пиле? Каде беше низ пределот тажен? Мамо, јас бев именка лажна, не ме красеше придавка важна. Бев само баксу зброј, немав со браќата спој. Бев прасе, што се срами, не бев привлечен ни за соседките дами. Решив од себе да се спасам и тргнав низ ливади сам да пасам. Одев и нозе си бодев. Бев гладен и страден, боден и воден. Но не све на глава, исправив става, секаде помош дарив, и на млади, и на стари. Од тој див кат богат се вратив, мамо, но не со пари. Пријатели полно имам, за мене нема зима. Браќата што некогаш остроумни глаголи беа, од погледот на Гиле ветер ги завеа. Тој им рече: "Да не бевте тапи агли, немаше денес да сум на мудроста кум. Јас нема да ве испратам низ дивиот друм, зашто ќе се плаши секаков шум. За да станете дел од басна вие, трпение нека ве опие, нека ви се јаде, нека ви се спие, љубовта кон ближниот нека ве обвие. Моето срце таква тајна крие, благородното прасе слушна, 13 браќа се тие, мојот сток, мојот најголем влог, и мајка му го гушна." Петровска, според својата читателска публика, мајсторски врвно, само во еден фрагмент со прецизна епиграмска фокусираност во расказот Џепето и Пинокио, стегнато и јасно, ја дава поентата на големата идеја, истовремено оперирајќи со тагата како состојба на духот, одмерувањето на зборовите, одраз на воспитанието, доброто поведение и правилниот светоглед, за завидливоста како уништувач и состојка која ја труе човечноста, пак за љубовта, за среќата, радоста и повторно за вербата во себе. Тој што не знае што е тага, збор не знае добро да вага. Завидливите птици две избегаа со крици луди. Џепето посака утрото добрина во нив да буди. Пред светот остана приказна една, да ја чуете, таа е вредна. За Пинокио дрвен, столарот татко мајстор е врвен. За богатството и пари
За богатство и пари не беше стрвен, со никого влага не беше закрвен. За радост и среќа тоа зарем е малку? Знајте, за да добиете дар, треба во себе да верувате барем. И ова е цитат. Петровска и нејзиниот книжевен израз се вистински придонес во не многу богатата за жал книжевност за деца. Таа како опитен книжевник вешто се ползува со интертекстуалноста, поврзувајќи ги веќе познатите места во книжевните текстови со нови дискурси и нови значења, градејќи релации кои на ниво на прецизно кодирани пораки треба да го просветлат ученикот, но и да им ја откријат тајната на преосвештението, просветлувањето на учителите, за да можат тие натаму да ја пренесуваат. До пораката, до трансферирањето на големата идеја, се стигнува и шетајки по Широксокак, и газејки по плочките во Хераклеја, преку секојдневните навремени легнувања и подготовки за на училиште, одејки по снегот, гледајки во езерото, но и преку бајката, која функционира како една од најслоевитите книжевни форми, со многу експлицитни, но и скриени пораки и сугерирани уверувања. Интермедијалноста е исто така една од значајните одлики на текстовите на Петровска. Така Петровска, пренесувајќи ги пораките, користи визуелни, создавајќи слики, и аудитивни преку ритмичноста на прозните и ритамот и римата во поетските текстови, означители во материјалноста на знаците. И таквата градба на таа структура е одлично организирана, не само во нејзината првична преносна улога, туку и како генератор на континуираните пораки кои ги упатува авторката. Од овој аспект, интермедијалноста е развиена на едно ново ниво, преку илустрациите на ученичката Емилија Атанасовска, представувајќи истовремено и илустрација на текстот, но и уште една самобитна, индивидуална творечка креација, која само ја ефектуира до максимум комуникацијата на текстот со реципиентот и е вистински додадена вредност на книгата Последниот лист гитарист во однос на нејзиното уметничко достоинство. Влюбеник и проучувач на имагологијата во книжевноста. Петровска и во оваа своја книга талентирано и максимално приспособено ги користи тие параметри. Ако првите имаголошки студии на мадам де Стал се однесувале на сликата на германската култура и нација во очите на французите во 19 век, Даниела Петровска во Последниот лист гитарист преку слика го гради својот комплетен и модерен, поучителен книжевен текст. Јас ви благодарам, истовремено извинувајќи се за малку подолгото мое зборување, но сметам дека една ваква авторка и едно вакво дело навистина не можат да поминат без тоа и заслужуваат внимание. Сега, еве, и изворно од авторката да чуеме за книгата и што таа представува. Повелете. Јас сепак, Анита, ќе се согласиме, би им дала прво збор на Симона и на Билјана, на Емилија, па да бидам јас. Може, повелете, Емилија. Јас исто така сакам да се заблагодарам на прво писателката тука, моментално сега, пријателка и колешка за честа да бидам дел од книгата. И бидејќи се работи за човекот кој што се уште има многу да се учи. Почитувани присутни, мојот прочит на оваа книга го насловив Моќта на зборот за малите и големите сонувачи. Преизворот на се што постои е зборот, а тој пак во зародишот на човековата желба за да создава. Поривот да се искаже чувството и да се прелее во зборот е стар колку и светот.
А тој свет, исполнет со меморијата и сеќавањето, преку колективното несвесно на човекот, ги буди со ништата во кои реалноста не постои, во кои магијата е неисцрпен извор на среќа, во кој единствената вистина е таа во која верувам. Во една таква само своја и посебна вистина ќе се разлее зборот во вид на песна, сказна, поука и прекор, а може би и се во едно, во една полифонична мелодија на душата и на разумот. Тоа е книгата Последниот лист гитарист на писателката Даниела Петровска. Поделена на повеќе тематски делови во проза и во поезија, писателката Петровска во оваа книга суптилно и на врвен естетски начин ги пренесува своите педагошки пораки и во таа смисла и самата открива нешто кое што долго време е дилема, дали треба да се нарече литература за деца, она што некој возрасен го пишува. Во историјата на литературата, всушност, ниту една книга за деца не настанала како таква, да биде само за деца. Тоа го тврдам бидејќи писател е возрасниот кој што некогаш бил дете. Или, како што авторката ќе каже во предговорот кон оваа книга, оној кој спознал дека детето во него се уште постои. Ниту црвенка не настанала за да биде приказна за мало дете, па дури е тешко и да се поверува во тоа да се напише четиво во кое волк во еден залак ќе проголта баба и внука, а потоа истите волшебно ќе бидат оживеани од грижливиот ловец. Во суштината на целокупното дефинирање стои, како што реков, исконската потреба на човекот да ја сподели со светот својата приказна, својот сон и својата вистина. Од тука секоја приказна е за детето, колку што е за возрастниот, колку што е за секого кој сака да го разбере светот. Токму така, дидактички, помеѓу бајковитото и реалистичното, помеѓу сонот и јавето, помеѓу среќното и таговното, се раѓа оваа книга науката и поуката на вистинските вредности и нивното имплементирање во еден особено специфичен наратив. Малечкото дете, поголемото дете, тинејџерот и возрастната личност, сонувачот и реалистот се прелеваат во приказните и песните како една целост, како деловите на макрокосмосот или на мозаикот. Во богат и колоритен, но и помалку ироничен контекст, писателката на досетлив и луциден начин ќе го искаже своето уникатно превреднување на семиотиката. Имено, според лингвистиката, комуникацијскиот процес треба и мора да ги подразбере сите своји чинители, за да биде успешно испратена една порака. Додека пак поетската функција ја подразбира пораката поради самата неа. Овде, дури и уметничкото дело реагира на целокупниот систем и комуницира со него. Во приказната, например, битолска шема, Петровска ќе напише: мозаикот за да го склопам, треба да соберам некакви камчиња. Собирам мали, големи, остри, тапи, заоблени, ценети и безценети, а ако има некое цирконче, тогаш сум завршила голема работа. Во еден поинаков приод кон стилизирањето на еден прозен текст, во кој што се согледуваат различни сензибилитети. Детето или тинејџерот ќе обожаваат оваа приказна. Наивниот возрасен читател ќе прелета преку неа, смешкајќи се оти се присетил на еден прекрасен спомен. Но искусниот читател ќе го препознае цирконот како модел за прекорување,
но и критика на еден кривоколчен систем од кич вредности, во кој што убавото не мора да биде совршено, ами треба само да изгледа така. Од тука, јасни се пораките кои ги испраќа Петровска секогаш во еден хармоничен ритам на она што е близу и она што мора да се каже од дистанца. Така, приказната станува јасна слика за пошироката состојба на еден критички ум, кој исползува од своето искуство и го украсува во духовните и миговни убавини на светот. Вакви емоционални симфонии кои ја облагородуваат душата и на човекот и на детето се постојано присутни во четивата на оваа книга. Еден таков силен пейзаж и во исто време моќен емотивен пасаж читаме во Утро крај езерото. Доаѓаат, си одат и пак доаѓаат со утринска песна. Ја разбираат осаменоста на езерото, закотвено во обрачот на бреговите. Или пак, останува секогаш на исто место, ако сонцето случајно не знае каде треба да го разбуди. Во овие прекрасни поетски слики, авторката го овоплотува своето моќно оружје против единствениот детски наратив за кој може би ако се обидеме да докажеме ќе биде клучен фактор за креативниот израз на денешната младина, за која сите ние треба да придонесуваме. Детето или младиот човек треба да знае дека она што е тешко да се чита, впрочем има вредност. Само на тој начин, родителот, учителот, воспитувачот, писателот ќе имаат можност да го одбранат учењето како основен двигател за развојот. За жал, во поново време лесниот плен на детето е нешто мало и разбирливо, што е сосема погрешно за развојот на малото дете или млад човек. Затоа, писателката на оваа книга влегува во жестока борба со ваквиот наратив кој постепено се наложи, а од тука и тежината и вредноста на секој еден збор споделен со вас, почитувани. За децата, за тинејџерите, за родителите, бабите и дедовците, читање е мисловен процес во кој што се треба да се разбере, новото да се научи, а старото да се повтори, да се превредне, да се препрочита и претолкува. Затоа оваа книга е духовно богатство или, како што авторката ќе порача, книгата не е сон, таа е будење од сонот и воведување во светлината на денот. Книгата е прозорец пред кој се отвораат сите тајни ризници и знаењето за светот и животот. Со една филозофија за животот и постоењето на живото битие, кое во себе ги крие личните тајни, но и оние на колективната и наталожената мудрост на старецот и добриот дедо, писателката, ги овоплотува мислите на малиот човек кој еден ден треба да созрее во силна, здрава и умна единка, без разлика дали ќе се води од сеопштите општествени принципи или ќе создава своји, таа треба и мора да ги насетува убавините на животот. Во книгата, во приказната да се зборува или да се озборува, прашање е сега, пред портите на храмот книга е запишано "Мојот свет се вика вистина". И на вистина, нејзините порти во овие зборови можат да ја разоружаат секоја лага. Токму затоа, за најмалите, пак во последниот дел од книгата со една исклучителна емотивна боја, преку песни, се изразени можеби и најсилните пораки. Во еден специфичен интертекстуален диалог со детето во себе, овие песни значат превреднување на некогаш прочитаните приказни во една спонтана рима, се нижат стихови кои долго потоа остануваат во сеќавање. Со еден таков силен поетски призвук звони стихот од песната Бамби и Елено татко. Се што ми е мило, се што
ти е мило, в срце што се свило, се е живо, се е живо. Ликовите во овие песни символично ќе ги представат важните личности во едно детство, но и во животот на човека воопшто. Мајка, татко, дедо, пријател, заштитникот, херојот. Суперхеројот и антихеројот се подвргнати на херменевтичко толкување на стварноста во реалните животни ситуации на секој човек. Но тоа детето ќе го разбере многу подоцна, кога оваа книга треба повторно да се прочита. Токму затоа Петровска не го ограничува и не го подразбира внатрешниот читател. Како писателка, но пред се како врвен педагог и професор по предметот македонски јазик и литература, пишува книга за секого, книга која треба да допре до оној кој што има желба да навлезе во растајнувањето и превреднувањето на суштинските нешта. Така, почитувани, ова парче литература ја враќа надежта дека еден ден ќе се навратиме на вистинската книжевност, макар тоа да е еден долг и макотрпен период, во кој што сепак на вистина важно е да не заборавиме да сонуваме. Ви благодарам. Благодариме. Навистина инспиративно и ви кажав, значи, навистина ова дело е неисцрпен извор на инспирација. Ке го прочитате и сами ќе се уверите во тоа. А сега, уште една наша колешка, повелете, Билјана. Благодарам. Да се работи со деца, првата лекција ни беше тоа по предметот педагогија. За да се работи со деца, за да се влезе во училница, прво и најважно е треба да се сакаат децата. А да се твори за деца, особено да се пишува за деца, е да не си дозволиме себе си да порастеме. Тоа се два аршини. На кој начин да не дозволиме да не порастеме. Да не потисне светот. Знаеме каде живееме и нема да коментирам каде живееме, сите гледаме вести, читаме вестници, така натаму отвараме интернет. Последниот лист Гитарист се појавува во време кога литературата за деца во Македонија е маргинализирана. Сите го знаеме авторот Горијан Петревски, како војсководец неколку деценije на страната на литературата за деца. И мило ми е што овој месец, ова ми е трета промоција каде што се појавувам и промовирам книга за деца. Чувството е безвременско. Особено за еден книжевник кој започна со литература за деца. Нема да должам многу околу моето излагање за последниот лист Гитарист, затоа што сакам да ја прочитате, особено да ја читате со вашите деца, со вашите ученици, доколку има овде оделенски наставници, бидејќи е одлично дидактичко помагало во наставата и во градинките, особено во комбинираната настава во градинките, затоа што тоа го проверив. Благодарение на мојот син, кој има скоро 5 години, ја читавме заедно. Кога дете на даден текст на толку мала возраст ќе почне да поставува прашања, што е ова, зошто така се случило, познатите зошто прашања, тоа значи дека авторот ја постигнал целта кај децата, бидејќи првенствено нели ова дело е посветено на децата, не е за мене. Иако и јас многу научив, тоа се подразбира. Друга работа која што многу е битна е да се подсетиме на литературата за деца. 903 чином Мисирков ја објави за македонските работи. Среде Софија. Ние сега сме среде Битола на некој начин и
ете, јас се наоѓам некако затечена во целава ситуација околу промовирањето на книги. Нашиот Мисирков овој месец се авторки, жени. 4 или 3 авторки овој месец промовираат литература за 3 литература за деца, една е популарна и духовна литература, и тоа е една вистина сериозна работа. Значи, во ова време кога има, јас ќе го наречам затишје пред бура, во Битола се создава, кога ние на некој начин сме потиснати од нашата позната метропола, за жал ќе речам. Ова го кажувам со подршка позади мене. И треба да обрнеме внимание на нашите битолски автори, авторки, затоа што можат слободно, рамо до рамо да се носат со авторите од метрополата, кои што исто така доаѓаат од околината на Скопје. Немаме многу скопски автори, барем нашите се битолски, од една страна. Од градот на Владимир Костов, кој што крена неверојатен бедем на книжевност. За Петровска можам да кажам многу пофални зборови, бидејќи исто хоби имаме, новинарството. Предавам ист предмет, македонски јазик. Тоа е доволен показател колку ја сакаме Македонија и мајчиниот јазик. А дополнителна одговорност имаме кога ги поучуваме нашите ученици на мајчин јазик и кога отвориме на него, значи им садуваме слоевита љубов кон татковината. Небитно, не говоря за националност и така натаму. Така што ова книга не ја пропуштајте. Само толку ќе кажам. Не ја пропуштајте. Затоа што не ни е во криза литературата за деца. Во криза ни се авторите, бидејќи се маргинализирани. А се маргинализирани од нас читателите. Затоа што, ќе ме простите, може и да ми замерите. Ние сме мрсливи, не читаме. Мора да читаме. Ако сакаме да знаеме, мора да читаме. Значи, најголемата мудрост, алфа и омега е читањето. Дали на знаците покрај патот, дали книгите, како милувате, ваша желба. Но мора да читаме затоа што во секоја современа цивилизација која што се издигнала зад себе има грамадни книжевни фигури. За крај на ово моје излагање, се надевам дека не ве заморив, се гледаме на потпишување на книги во книжарницата Бухаус и на книжевно културно дружење. Ви благодарам. Благодариме, Билјана. Ве молиме за уште малку време и трпение. Никако не можевме да ја одминеме Емилија, која што и даде со своите илустрации вистински додадена вредност на книгата, ја направи мултимедијална и ја направи и ја оспособи уште полесно да комуницира со нејзината публика. Повели Емилија. Благодарам. Стварно, ова дело представува, значи, една голема чест. Првин што имав прилика да ги оживам овие прекрасни карактери, што мислам стварно ќе се поврзите со нив. Тие приказки се јас како дете пред се, мислам што работев во оваа книга толку од блиска далече, не се рече од прв ред, ми е драгоцена и се заблагодарувам на мојата професорка пред се и стварно се надевам дека и вие ќе ја почувствувате таа поврзаност и таа љубов со овие прекрасни карактери и приказки. Браво, Емилија, благодариме и ти посакуваме и натаму плодна творечка работа. Сега следува најважниот и најдобриот дел. Сега и го отстапуваме просторот на авторката.
станете, јас морам да станам да ви кажам чест. Драги мои, благодарам за вашето присуство. Денес за мене е голем ден. Овој датум има многу символики во мојот живот. Ќе ги поврзам само со убавината, ќе ги поврзам само со раѓањето на животот. Пред се сакам да се заблагодарам на сите што помогнаа да се издаде оваа книга, сите добронамерници, сите луѓе кои што во моето обкружување увидоа дека оваа книга вреди да се поддржи и вреди да се да го доживее овој ден. На сите ви благодарам, на моите пријатели, на моите роднини, на моите колеги, на моите ученици, на сите познати и непознати читатели кои што допрва нормално ќе ја држат во рака оваа книга. Зошто ја напишав книгата? Многу работи напишав низ медиумите, уште еднаш ќе нагласам, затоа што последниот лист Гитарист е пркос. Пркос на животот спроти смртта. Ние сите знаеме дека животот е детерминиран, е дефиниран од една единствена работа, тоа е ефемерната смрт. Но во оваа книга јас праќам една порака дека во сите мигови во животот, кога ќе паднеме, треба да се дигнеме. Тогаш кога мислиме дека некој не напуштил, практично тој само не пуштил да живееме, бидејќи ни рекол дека сме подготвени за животот, за пркосот. Последниве 20 години добивме во семејството, изгубивме татко крал, еден па друг, но мајката кралица остана. Таа седи тука, во публиката. Другата мајка кралица сум јас, бидејќи ги крепам моето бамби, едното и другото, и им посакувам, и им пожелувам, и им порачувам дека во животот се што ти е мило, се што в срце се свило, се е живо, се е живо. И тоа е единствената порака. Пред да ве препуштам на прекрасниот перформанс што го подготви театарот Бабец и моите ученици, сакам на моите драги колешки и на Јулето Мирчевска да им подарам по една прекрасна слика што мојата мајка, прекрасни слики кои што мојата мајка ги работи во своите осаменички тишини, исполнувајќи го креативно животот и давајќи порака токму таква каква што треба. Стоиме просту, го сакаме животот и одиме понатаму. Ви благодарам, ќе ги доделам подароците и ве молам најсрдечно после ќе ги поздравиме најважните на тие на кои што им ја посветувам оваа книга, децата.
младости ми носи друг цветиња некој коси. Ме мачи мисла една. Зошто тага ми в срце легна? Да сказна ми лице бледна и лага свила ружа мила. Во мојот свет свет, ветрот носи пролет и есен, а тогаш сказни од Андерсен. Во мојот свет цвет, ветрот носи лето и зима. Најдобри се тогаш двата грима. Во мојот свет цвет, се е добро со книга за лет. Со тони таму славниот Потер Хари ќе прави пари и ќе собере сложни браќа и ги носи на сафари. Во мојот книга свет, Петар Пан крева бука, ќе се пресмета со кука. Во таа земја не дојдија, звонче лета со мајка. Јас дедо трчам, низ кутичката бела твоја и планови многу кројам, како просто низ живот да одам. Дедо, јас сега не сум сам. Знаеш, братче ми роди мама. Тој милиот, име твој носи, има очиња коси. Толку на тебе ми сличи, кога одмив насмех очи. Мил мој дедичко, примерот твој вреди, ни животот иде, тој со почит ке се следи.
слънце. Во залезот на месечината. Тој е звездена прашина во течењето на водите. Пушти го зборот слободно да тече. Изговори го тоа што те боли и пече. А тоа е како птица што мислата твоја ќе ја рече. Силен е зборот кога за слобода се пее. Жежок е зборот кога житото се жнее. Добар е зборот кога леп се пече. Нека тече, нека тече, нека тече. Се разбираме со зборот. Кога сакаме, сите сме еден хор. Но зборот може и војна да води. Тогаш не зна мисла кај ни води. Може рака да крене. Може живот да смене. Со зборот исполнуваме желби. Со зборот создаваме делби. Со зборот се борам, ако те хорам. Со зборот горам, ако морам. Со него се извишува цвет, се создава цел свет. За убав збор имам му, а ни твоето не е друго. Тогаш имам сила, тогаш добивам крила. Секоја книга ми мила. Таа е мека како свила. Таа раскажува како вила. Секогаш за да речам, прво треба да печам. Зборот раѓа семе. Тоа е химна на новото време. Јас сум моко будно и во срцето не ми е скудно. Кога зборот устата леам, без напеам. Денес, другарчиња мили, еве собрав син, да ви кажам за еден сон. Чуден сон. Лаги полнеден тон. За училиште да се одморам мора, со мама да не спорам, легнав в кревет уште во 9. Што да правам сега? Од кревет ми се бегам. Си реков, но што расторам во лага да не морам? Смислував разни игри со пантери и тигри. Во собата мала не знаеш што ме чека. Се собра друштво чудно. Мисле како во долго ќе ми биде близко. Некаде вели на вилна, ми прати корак силно. И јас сум ромов на река. И да се мрунеш до мене, чекам. А, пливам во твоите води. Каде патот ќе ме води? Прашам. Таму кај што детското срце сака да броди, без мака. Се мрунена во водената белина и ја видов галаксијата во целина. Јавав на облаци милиони. Не знаев што е јавен и што сон. Одеднаш замислете, какво чудо, каква гледка, штрк с догледа. Кај облак стечка и од него вода да пие сам. И глеј, тоа го прави без мака. Да си висок, да си строен, убаво е свако. Секогаш ќе бидеш напор. А облакот се насмевна и рече. Не ме боли, не ме пече. Тоа е клуче ниво. Не ме боли клуче. Одмори се на моето криво. Знам, правиш около земјата круг. Сега доаѓаш од далечниот круг. Благодарам мојата бело. Небото ме чека во мојата земја. Едно детенце кај двата бреста строи. Не видим дека ти однесам сестра. Од утро во сон не жмелбие. Али тоа во собата сестричка ми спие? Каде ли е штркот? Има ли да јаде и каде ќе се скрие ако облакот дожд вие? Мама ми рече дека со ништата се духовни вселени, со желби и фантазија населени. Ти, дете, што ова го читаш? Верувај. Само верувај во чуда. Ки видиш. Душа од немири разни, ки се смириш. Верували ли не?
Ми здоде да слушам полки од типот. Учи! Треба да се запишеш в гимназија. Повтори си. Може би утре наставникот ќе те прозива. Вежба е математика. На писмената лошо ти се пишува. Германски си камен. Оди на подготовки. Овие возрасти, те се здодевни. Верувајте, мислат дека постојано треба да ја имам наум она здодевната зрно по зрно погача. Па не може секој трпеливо да ги бере зрната за да направи погача. Демек секој ден само учи и ќе добиеш петки. Тие ви се погачата. Ами каде е тука слободното време? Кога ќе го пијам кафето со другарите? Како ќе дознам дали ќе имаме јавен час по физика, ако не се вклучам на месенџер или на Инстаграм? За мене е најважно да ги соберам камчињата од мозаикот, за да ја склопам сликата. Зашто таа вчера беше со оној од седно, па после седеше со другарка. А на крајот од служницата сама го шеташе куќето. И 2 недели никаде ја немаше. Мозаикот за да го склопам, треба да соберам секакви камчи. Ценети и безценени. Големи, остри, тапи, зоблени. Ако има некој цирконче, тогаш сум завршил голема работа. И така, камен по камен, циркон, руби, сапир и диамант, ќе стигнам до мозаик, како што нема во Хераклеја. Верувајте, во мојот град со оригинални мозаици, но има и таква копија, една копија како оригинал. И биточен, затоа добро играт у игри. Секако сме камен. Туку дај да изфариме неколку дена од училиште, за да научиме. И така ние станахме научници од хемичари. Почнахме да трагаме по каменот на мудроста. Барај по битолските сокаци. Таков камен нема. Се само калдер мајчак. Ама затоа пак, убав ми се биде за возење ролер гимернерот околу офицерскиот дом. Кога почнахме да возиме, заборавивме и на тестови, и на книги, и на наставници. Тоа било убавина. Ем камено учење, ем испарени од часови, вистинска мудрост на измама. По едно време ни текна дека домашните може да се запрашаат за нас. Рекохме да тркнеме да каснеме нешто и после пак на работа. И дома шок. Отишле старите да прашаат како напредуваат со учењето и дознале за испарувањето на камерата. Срцето лешни. Ај сега да те видам реди камења за другите и прави си мозаик како тој во Хераклеја. Верувај, боговите ме казни. Ми го дадоа Сизифовиот камен да го туркам секој ден и да не смеам ни ов да речам. Туркај, ама што ќе туркаш? На секој чекор сопка. Некој помало камче се одронило, па ми влегло во чевлите болили и боли. Тамо сега циркони, диаманти да ми излезат по горница, за да си мислам дека сум наудолница. Таман сум застанала, слушам. Еве ту уште еден камен. Да не случајно овој Сизифовиот ти е малку кибелот. И така, мојот отпо камените патеки и мерверните тераси и зградот на конзулите заврши несловно. Каменот на мудроста не е во сокаците битолски, ами во книгите, во вистинските мозаици на мојата Хераклеја, во народната зрно по зрно погача. Така и со каменот. Но оној камен што знае да ти раскаже тајна, да ти открие свет во световите, а не каменот на сопнување, оној на празноглавоста и тапоглавоста. Затоа, не учете да ја читате камењата како стар буква, исто како нас што не прочитаме. Сега знам кога е време за учење, кога е време за фрлање камче време. Се извинувам. Знам кога е време за ролевки и парада по широк сок.
се, а другите велеха. Дури е мама сама, да не правиме гала. Веднаш да му ја каже невеста. Ја имаш честа што ни си брат, годинава красна. Ние сме убави, за го приказна јаса. Силни прасиња сме били, што може да имаат и гриви. Ти си закржвавен и мал, целиот си зажал. Местото ти е вкал. Гиле наведна глава и си рече: тие не го знаат тоа ја што го знам. Нема да ги казнам со тези од таа. Тие ме враќаат да паднам во трап. Но еден ден, секој по грбот ќе го добие заслужениот став. Добивава природа наша, секој може да се најде во каша. И силен, и крилен, и гриден, и знилен, и вообразен, и безобразен. И на мало и грдо прасе, од него може да му падне вреќата среќа. Но тој што ова го знае, мудро си трае. А тој што зло праќа, некогаш со живот плаќа. Тргна Гиле низ ливади диви, низ патеки криви, мостови мина и полни леки. Носеше во себе благослови неки. Да не беше таквиот агол на моите браќа, што се правеа гладоли, да не бев со таков глед, ке немав широк миров. Иако немав конски кас, благодарен сум јас. На патот низ бурја, ни диви, низ ниви, спасив еден полжав од лом. Не бев скржав, на срната нога испасив до стрмиот каменолом. Змијата ја теше, опаш некој изкина, но со милоста со другиот не греше. Не се стекнав со вина, туку со добрест красна. Затоа знам, ке станам јас ликот басна. Нагрб носев 3 коша со мечења мали, низ патека дождлива Игнасија. Па мечката сега благодарно ги дали и постојано мене ги пали. Гиле некогаш кржва мал, избркан од браќата своји, лам почна да крои како вредни Богу да стои. Искрен и вреден, никогаш не беше бебен. Да помага секому реши, по тоа не сгреши. Тој што братски дава рака, ако некогаш ја го мака, ќе добие од пријатели сек што сака. Жал за дома ме фаќа, за мама и прасињата браќа. Гостувањето помнив ме браќа. Сигурно таа ме чека низ солзи, но не знае дека прасињата нејзини диви се правеа за Божи. Не сакам одлик да се грози, вина ќе преземам јас и ќе се молам за нивни спас. Кога мајката Гиле го биде, рече: зар ти се врати, мое мало пиле? Каде беше низ пределот кажен? Мамо, јас бев вина и калажен, не ме красеше придавка важен. Бев само бак со збој, немав со браќата ској. Бев красе што се срами, не бев привлечен ни за соседките дами. Решив од себе да бе спасам и тргнав низ ливади, сам да пасам. Одев и нозе си воден. Бев гладен и страден, воден, но не све на глава. Исправив стари, секаде помој дава, и на млади, и на стари. Од тој битка богат се вратив, но не со пари. Пријатели полно има, за мене зима не. Браќата, што некогаш остроумни гладен беа, од погледот на Гиле, ветер ги завеа. Тој им рече: да не бевте таки јади, немаше денес да сум на мудроста пун. Јас нема да ви испратам низ дивиот друг, зашто ќе ви исплаши секаков шум. За да станете дел од вас на вие, трпение нека ве опие. Нека не ви се јаде, нека не ви се спие. Љубовта кон ближниот нека ве одвие. Моето срце таква таја крие. Благородното гласе слуша. 13 браќа се мојот стол, мојот најголем Бог. И мајка му ја гушна. Кога пресушија млекото и цревите,
а сеното се издигна над стоговите. Од небото, како немирни деца, почнаа да паѓаат снегухите. Снегот ги завеел патиштата за да ги заштити со ништата на животните. Само верверичките скокаа по заборавените ревчиња на дрвја. Се врати во градот со срце на топол леп, за да им направам кукичка на летечките звезди. Во далечината планините беа порабени со снежна белина, а изворите ја немаа својата бујна есенска авантура. Ме растажуваше плачот на врапчињата и затоа ги пречекав на мојот прак со изронет леп. Една снегулка бакнав и таа се растопи од нежност. Друга снежинка ме поздрави од покривот на куќата и се радуваше на меката постела од сништа. На сметката ми се разубави од мекиот дофир со белата убавина. Таа им зборуваше на децата: пакнувајте се со мене, така побрзо се расте. На реките замрзнаа водите, а децата го кршеа мразот, рибите да не се задушат. Ластовичките побегнаа од снегот и се гушкаа со песочните патишта. Секоја цапалка во снегот значи чекор до некој врв, дуговен или планински, најмногу чекор до врвот на собствените можности. Бамби лежеше на постела од древо и прв пат не сакаше крев. Го мореше мисла тешка, го гореше сулза жешка. Сушто мамо не се брати и никој по мене не прати. Јас, еденче мало, за мама себе дам. Јас глас да их слушам. Ах, сакам да ја пушам. Од некаде глас, нешто во шумата шуша. Исправи го малото тело. Еленот се покажува на дело. Се што ти е мило, гнездо в срце што ти свило. Се е живо. Се е живо. За мама да не ти е криво. Таа ти даде големо четиво. Еднаш секој останува сам и срцето го гори плам. Брзаше од ловец да те спаси. Барут в пушка таа му угаси. Те заштити со своето тело. Земја со крв натопи врело. Гласот беше на Еленот тат. Тој збореше секогаш кратко. Бамби го чува овој вик, задуши болен крик. Престана да плаче и да жали, на чело му порасна рокчиња мали. Е насрна поглед му даде, се сети на спомени стари. Мамо, твојот син дом си гвезди, роден бил под срекни звезди. Со синот свој низ поле езди. Пак од некаде се слушна. Штом љубов срце ти гушна, внимавај на година сушна. Тогаш човекот ловец ќе стане голем борец. Ти, Бамби, со твоите рогови нему ќе му ставиш окови. Но ќе бидеш како мене мудар, ќе кажеш дека животот носи и удар. И запомни, се што ти е мило, срце што се свило, се е живо. Се е живо. 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 Последниот лист гитарист. Пожолтените листја го напуштаа дрвото во лет. Мислеа, животот е хлеб, но остана еден лист. Реши во шумата да игра и да стане основниот гитарист. Не е време за тага, туку за музика блага. Што е ако есен, јас и ветрот ќе танцуваме без тага. Ќе ги викнеме и другите. Ќе дојдат животните шумски, ќе направиме журка по патеките.
veselje. Вървейте при на опашка феа. Не е аз просто да не земеста. А мецата белица не е да ва треба. Таа само мецна е да зема. Истата е пата како волка. На нея треба много да се покаже долга. Не е смешка, не е грешка. Лили облече пустан жълт, от висия срубина. За чекори година и от обаци не можеше да обмисли. Листът гитарист свиреше бас и пееше на глас. Шума течеше от забава чудна, па месечината от задоволство остана близо. Листът реши цела зима да не спи, во танцот над звездите да се сокрие. Ке научи да лета, таа за жив нема да го смета. А Лили Коко ке чека журка друга. Ке тръгне да бара жртва покрај круга. Да преживее мора, за да дочека пролетна зора. До тогаш, деца мили, соберете фантастични сили и насликайте пустан во златно-жълти ниjanси, одберете кој ќе го крои. Имајте сништа свој, листот гитарист сигурно исправено стои. Чека нова есен, за повторно да стане свестен. Желбата е важна, таа е снажна, трудноста е сон, тој ве носи од реалноста вон. Таму животот е радост, со невидена славост. Како сонце, би ги осветлителните пещери, укрепитаено престојува злото. Злото би го претворил во добрина на детска душа и во топлина на мек хлеб. Желбата е важна, таа е снажна. Будноста е сон, тој ве носи од реалноста вон. Таму животот е радост, има и сладост. Со ништата се духовни вселени, со желби и фантазија населени. Тој што братски дава рака, ако е некогаш го мака, ќе добие од пријатели се што сака. За да станете дел од вас на тие, трпение нека ве опие, нека не ви се јаде, нека не ви се спие. Љубовта кон ближниот нека ве обвие. Моето срце каква тајна. Секој што силно нешто сака, ќе стигне до него, макар и со макар. Тој што не знае што е так, збор не знае долго да важи. Знаете, за да добиете дар, треба во себе да верувате, зарем. На африканскиот брег децата првпат видоа снег. На сите убави студи, а снешко никој не го буди. И запомни, се што ти е мило, в срце што се свило, се е живо. Се е живо. 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 I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not standing on my own. Look at me